наискрено. Кога сме зборувале ние да влегуваме и да ја окупираме телевизијата, ние бараме да ја ослободиме од стегите на режимот. Ние само бараме во вестите на македонската радиотелевизија и на првиот канал и на радиото да бидат емитувани политичките бомби. Ништо повеќе. Нема ние да ставаме уредници. А Горан Петревски, иако вака е убав човек, ако има малку образ, треба да си даде оставка. Но како да даде оставка, кога парите се сладки? 2000 евро месечно не се остава. Па уште ми вика Доро, ти стварно ли мислиш дека во Македонија има режим? Вчера ми вика немаме писмено, написмено дека смееме да емитуваме. Горан Петревски се повикува на едно сообщение од обвинителството, кое што не е засновано врз ниту една одлука. Поднесовме официјално барање до јавното обвинителство да каже врз основа на која одлука, врз основа на кој закон, врз основа на кој член од закон го донеле таквото сообщение. Од друга страна, јавното обвинителство не е партија, не е сдружение на граѓани, па да излегува со сообщение, се знае што може да донесе обвинителството. Зврлевски се сокри. Пред неколку дена ми кажа дека Зврлевски имал совест. Само му била заспана. Отидовме таму, пред јавното обвинителство, викавме, тропавме, јопе никако да му разбудиме совеста. Или е во главов сон, или нема. Но, со самото тоа што не одговорија на нашето барање, подкрепено со повеќе од 100.000 граѓани од кои што добиваме поддршка. Овде сте 16.000 и уште 100.000 кои што дават на вистина поддршка. Прашајте ги сите околу вас на работа, дома, комши, дали дават поддршка на оваа иницијатива. Луѓето се плашат. И нормално е да се плашат. Но уште малку ќе ги ослободиме од стравот. Ме прашуват што сме запнале со телевизијата. И тоа ме праша Владо Берберинот, инаку е дипломиран земјоделец со земјоделски факултет. А во истиот момент на огледалото пред мене гледам некоја безврска реклама. Сјапам во неа и читам. Мислите дека оваа реклама не работи? Таа што туку го направи тоа. Исто и со македонската радиотелевизија. Со нашите 10-дневни активности. Во Македонија нема граѓанин кој што не знае за политичките бомби на Зоран Заев. Ние ја постигнавме нашата цел. Сите знаат, треба уште да се слушне нивната содржина. Затоа, од утре, од задутре, ве повикувам да и фрламе мали бомби. Јас ги пукам со митралес, ама политички митралес. На мојата кола ќе ставам звучници, ќе отидам во најтврдокорните Вамаровски или Тапоманеовски гнезда. Ќе отидам пред кооперациите, пред продавниците кај што седат и пијат пиво и ќе ги пуштам истите овие разговори. Тие се чести луѓе, кога ќе ги слушнат, ќе сватат кој ги води. Узурпаторите на ВМРО ТПМН, од кој што ниту еден не е ВМРО-вец. Никола Груевски, ВМРО-вецот. Ама најинтересен ми е Миле Јанакиевски. Има една слика од лево Гоце Делчев, од десно Миле Јанакиевски. ВМРО. Гордана Јанкуловска, она помалку личе на ВМРО. Не е тоа тие што мислите. Зборувам за
политичките патриотски ставови. Вие одма на друго помислите. Сепак е дан. Ставровски плукнат ВМРО-вец. Да го видиш, целиот е ВМРО. А и сите други таму во протестното раководство. Затоа апелирам да не шириме повеќе омраза. Доста ни беше омраза кога ние ќе живееме. Да не дозволуваме 20, 30 или 50 луѓе да предизвикуваат омраза, а тие да се хранат со нашата омраза. Ве повикувам од денес, од утре, во вашите мобилни телефони, барем оние кои што имате техничка можност, да ја ставете оваа снимка која што ќе објавиме на YouTube, да ја пуштате на сите околу вас. Тоа ќе бидат малите политички гранати. Фрлајте ги секаде на луѓето кои што не се информирани. Ќе отпечатиме и јадници CD-а, ќе отпечатиме стари USB од оние ефтините од 128 мегабайт или од 1 гигабайт. Ќе ги разфрламе низ цела Македонија. Да ви кажам нешто. Јас знам како режимот да падне денес и ви гарантирам дека тоа можам да го направам. Но сакам да видам нешто. Сакам да видам до каде се спремни да одат. Оној Сашо Величковски, капетанот од Куманово, војниот инвалид, херојот од војната, само затоа што го слушнал неговото име од нечестната уста на нечестната Јанкуловска, се вознемирил, ми звонел 100 пати, мобилниот ми беше исклучен, бев на составот. Само што го вклучив, ми звоне: генерале, знаеш дека не е така. Си викам, види луѓе разлика. Го слушнал неговото име и мислам дека ќе умре. Вчера дојде и одржа пресконференција да ги негира тие гнасни тврдења. Ги извозивме добро. Слушнете ги овие монструми што зборуват и кажете ми дали навистина се нормални. Па досега требаше усвета да фатат, ама тие знаат дека ќе ги гонеме. Ќе ги гонеме до крајот на светот. Нема да ги трошат украдените пари. Нема да уживат во нашата крв и пот. Ќе ги го земеме до последното евро од сите светски банки. Синот ја ме нападнаа на кули. Сум имал поддршка од СДСМ. Па јас имам поддршка и од честните припадници членови на ВМРО ДПМН. Прашите ако не верувате. Целата опозиција, заедно со Јовеќе Кеновски, како неформален лидер на честните ВМРО-вци кои што до денес се во ВМРО ДПМН, ќе ги бутнеме на колена. Но јас не сакам денес. Знаете ли зошто? Не можам да го најдам Заев. Да му кажам, прво да му честитам на лудата храброст која што ја покажа. Понатака, да го замолам да ги пуште сите бомби одеднаш и да решиме се одеднаш. Ама предпоставувам дека знаат што прават, да имат стратегија. А јас очекам денот кога овој патриот македонски Никола Груевски ќе го слушнам како го продава името. А Бог ми, колку што знам, има и многу други гнасотилаци. Затоа, денес, нема да се тепаме со овие полицајци. Они помислија дека ќе влекуваме избега. Погледнете, само тројца остана. Најхрабрите. Видите ги нема. Побегна. Денес ќе ја нападнеме македонската телевизија со бомби, но со политички бомби.
Денес ќе покажеме што сме ние, кои сме ние и што шириме ние. Наместо омразата која ја шират тие, ние ќе покажеме дека шириме љубов и со нашата љубов повторно ќе ги совладаме. Затоа ги повикувам сите дами кои што се овде да дојдат во првата борбена линија, да видам кој полицаец ќе удре по дама. Дојдете дами, не плашете се. Сакам да ги гушкате полицајците и да ги прашате. Мажите останете на страна. Поделете и ги цедињата, фрлете ги како бомби. Гушнете ги, кажете и да ни се придружат. Ајде дами, тргнете кон телевизијата. Со љубов, не со насилство, дами. Никој нема да ве удри. За мажите наредувам не. Нема движење за мажи. Тие со душа тоа го чекат. Ми кажаа дека повеќе од 30 вработени од една приватна агенција за обезбедување стоат во близина како песни кучиња. Тие само тоа чекат. Ама се зафркнале, овде има генерал кој што знае и стратегија, не само тактика. Фрлете ги цедињата, дајте ги цедињата на полицајците, ставете ги во нивните джебови да ги преслушат дома. Па погледни ги полицајците побегнаа. Не затоа што се плашат и тие се храбри македонски синови. Се тргнаа затоа што се луѓе, не се монструми и тие ги слушаа овие монструозни разговори. Дами, фрлете ги цедињата пред вас како имитација на бомби. Нема потреба да влегувате внакрај. Доволно е. Никој да наш тука да биде напред. Тој да наш ќе го сметам за провокатор. Никој да наш да не иде напред, вратите се назад мажите. Војска моја пулна со љубов. Не можете да наредувам да не мрдате. Овде ќе се македонското собрание. Ќе се упазиме од овде сите заедно пред нелегитимното македонско собрание. Без насилство, со љубов. Ние сме хитрици, ние шириме љубов. Ако не ни се придружи, цела опозиција, тоа ќе се состојава на 10 минути. Тоа ќе испркаме на клопки. Стратег.